Денеска православната црква ги празнува светите апостоли Стахи, Ампли, Урван, Наркис, Апели и Аристовул, светиот маченик Епимах и светиот маченик Никола Хиоски. Светите апостоли Стахи, Ампли, Урван, Наркис, Апели и Аристовул. Од 70 мината, светиот Стахи бил помошник на светиот Андреј Првоповикан. Светиот Андреј го поставил за епископ во Византија. Ја создал црквата во Аргиропол и управувал со својата патства верно и ревносно. По 16-тата година од епископствувањето, мирно се упокоил во Господа. Ампли и Урван исто така соработувале со светиот Андреј и од него биле поставени за епископи и тоа. Ампли во Лид или Диоспол јудејски, а Урван во Македонија. Двајцата маченички пострадале за Христа Господа. Наркис бил поставен од апостол Филип за епископ во Атина. Светиот Апели бил епископ во Ираклија, Тракиска. Аристовул, братот на апостолот Варнава, ја проповедал верата Христова во Британија и таму мирно завршил. Светиот маченик Епимах, роден во Египет, каде што се подвизувал и каде што маченички го завршил земниот живот. Поддржувајќи го светиот Јована Крстител уште како момче, се оддалечил во пустината. Заради неговата голема љубов кон Бога, Духот Божји го упатил на секоја вистина и без друг учител го научил како треба да се подвизува. Епимах дознал како неверниците ги мачат и ги убиваат христијаните во Александрија заради Христа. Сиот разгорен со ревност кон верата, отишол во градот и ги испокршил идолите. Кога незнабожците почнале за тоа да го мачат, тој извикал: "Удирајте ме, плукајте ме, ставете ми трнов венец на главата, дајте ми трска во рацете, напојте ме со жолчка, распнете ме на крст и со копје прободете ме. Тоа го претрпел мојот Господ, сакам и јас тоа да го претрпам." Во насобраниот народ кои го гледале мачењето на светиот Епимах, имало и една жена слепа со едното око. Таа горко плачела од жалост гледајќи го бездушното мачење на Божјиот угодник. И кога мачителите му го стружеле телото на светиот маченик Христов, прснала од него крв и една капка од крвта паднала на слепото око на таа жена. Одеднаш жената прогледала и слепото око и постанало здраво како другото. Тогаш жената извикала: "Голем е Бог во кој што верува овој страдалник." Потоа му ја отсекле главата на светиот Епимах и неговата душа се преселила во вечната радост околу 250-тата година. Светиот маченик Никола Хиоски, побожно момче и голем ревнител за верата Христова. Роден во селото Киријах на островот Хиос, каде што бил мачен и исечен од турците во 1754 година и каде што ја предал својата праведна душа на Бога. Tu